Да, еве сме повторно во етер на една емотивна тема во продолжение. Верувам дека нема некој кој што не го погоди информацијата од веќе сега минатата година на 29 јануари за трагичната смрт на младата Фросина. Но како велат, секој еден од семејството наоѓа начин да продолжи понатаму со животот и со манифестирање на нивната животна приказна или сторија. Па така во продолжение ќе ја представиме фондацијата Фросина Кулакова, која што е формирана неодамна или пред неколку месеци, и веќе еден од настаните кои што ќе се случува и предпоставувам бројните работи кои што во иднина ќе имаат тенденција тие како фондација да ги споделат со македонската јавност, ќе ја дадеме и ние поддршката, се разбира, како медиум за тоа да стигне до што поголем број на луѓе. Во студиото ни е незината мајка, господјата Камелија Кулакова. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Верувам дека ова се посебно емотивни денови, моменти. Се надевам, прво ви благодарам за храброста. Да прифатите да дојдете во нашата. За храброста да зборувате вака јавно, затоа што верувам дека болката е голема. Сите ние ја почувствувавме, но најмногу вие знаете како се носите со сето тоа. Имено зад камери споминавме Камилија, баш во ова студио Фросина беше. Да. Говорејќи за незините можеби нели прагматични, можеби делови тоа како сака да го искористи својот животен потенцијал и во полето на модата. Така што тоа некако ни е архивирано нели во некои убави наши сеќавања и во архивата на Телма. Прашањето не е соодветно, меѓутоа ќе прашаме како се држите во моментот. Па видите, Фросина е моја ќерка и ни времето, па ни смртта, тоа не може да го поништи. Јас продолжувам и сите од нас продолжуваме со неа, не без неа. Таа е во мојот глас, во моите мисли. Во секој издив што боли, бидејќи љубовта не умира. Љубовта помеѓу мајка и ќерка не завршува со смртта. И јас, лично јас, не ја пуштам, не заради тоа што не знам да се простам, туку заради љубовта која продолжува да живее понатаму. Што е безусловно. Апсолутно. Овој четврток, тоа е 29 јануари, болен ден за вас, па и ќе речам и за целата македонска јавност, заради тоа што навистина тоа беше еден настан кој што лани, како нели започна годината и се случи нешто лошо што не погоди сите. Но овој четврток организирате, нели како резултат на фондацијата, организирате настан или вечер за која што велите дека ќе биде посветена на уметноста, на солидарноста, на колективната одговорност. Овој настан ќе вклучува изложба, хуманитарна аукција, перформанс, а средствата кои што ќе бидат собрани ќе бидат насочени кон обезбедување психосоцијална и правна поддршка и помош за семејствата погодени од сообраќајни несреќи, за активности за подобрување на безбедноста во сообраќајот и иницијативи за подобрување на законите и правната заштита. Ќе го зборувам и сето ова што како тенденција или цел на фондацијата, но прво да ни кажете како е замислена таа ноќ, 29 јануари, која што не очекува токму овој четврток. Само некој ден, да. Всушност, фондацијата е регистрирана како правен субјект во јули, меѓутоа активностите се уште не и се, освен што имаме поделено стипендија во Институтот за мода Изет Цури за додипломски студии. Други активности до сега не сме имале, меѓутоа работевме интензивно на програмата и активностите за 2026. И овој настан всушност ќе биде презентација на таа програма. Сакавме да биде тоа јавно, бидејќи ако за нешто бараме донации, треба да има и јавна отчетност за тоа каде и како се искористени тие донации. Значи, ја презентираме програмата на фондацијата
и има донаторска вечер, аукција, за која има пријавено навистина многу дела, над 50 дела имаме собрано веќе. Им благодарам на сите што донира и тие стана нишка од приказната, од светлината што Фросинче ни ја остави и ние сакаме да ја продолжиме. Да, со се, госпоѓа Камилија, споменавме дека ваша лична и наша национална загуба, меѓутоа јавна убава мисија на едно, јас би рекол, прибежиште за секој од нас кој што сака да придонесе, можеби, нели во целата фондација и во мисијата. Вие и да немате, можеби, комерцијална поддршка ќе ја дадеме. Верувајте ми, затоа што национална стратегија е дел од нас секој некако да биде присутен во истата. И сега, како на кој начин би можеле да кажеме дека има некаква дистинкција од, нели, гледаме дека има доста фондации, она што сакате вие, можеби годинава која што следи, бидејќи рековте половина година веќе, нели, основа на фондацијата, што замислувате, како замислувате оваа фондација, можеби годинава календарски да посочи нотира некои работи? Вака, фондацијата, работењето на фондацијата се заснова на неколку основни столба. Постулати. Постулати. Значи, кажав, стипендии за млади, талентирани креативци, студенти, психосоцијална и правна поддршка за семејства со ваква трауматична загуба, а ги има многу, верувајте, навистина многу, значи многу семејства ни исконтактираа од цела Македонија. Повеќе се зборува за семејствата во Скопје, за несреќите во Скопје, а во Македонија, во сите градови се случуваат несреќи. Вие добро кажавте зад камери духовни инвалиди. Да, сите тие семејства, јас и се нареков себе духовен инвалид. Ние останавме духовни инвалиди. И сите тие семејства всушност се духовни инвалиди до крајот на својот живот, со таква трауматична загуба. Заради тоа сакаме да обезбедиме психосоцијална поддршка за нив. Нас лично многу ни помогна психолошкиот центар Алтернатива, кој директно се вклучи за соработка во фондацијата. Да се заблагодарам на Натка Пачовска, психологот што не води како семејство. Кај нас е тоа може би табу тема, меѓутоа јас не се срамам, тоа треба да биде секојдневие на секој од нас. И исто така доктор Роза Крстевска. Камилија, помош на ваквите семејства, кои што велите се духовни инвалиди од самиот момент кога ќе се случи, не дај Боже, е потребна и повеќе од потребна. Вие сте ја добиле, но верувам дека, како што напоменавте, има многу семејства во помалите градови надвор од Скопје кои што се соочуваат со вакви ситуации, кои што можеби не знаат како и што понатака. Животот продолжува, да, но како ќе продолжи зависи од нив. Фондацијата ќе ја нуди оваа помош, нели, на оние на кои што ќе им биде потребна, но како се соочивте вие со целата ситуација во смисла на таа помош? Сами ја побаравте, вие понудија, ја прифативте веднаш, затоа што не секој, нели, во тие преемотивни моменти знае и свесно да реагира, за да знае, нели, што му е најпотребно. Видите, самите ние почувствувавме дека таа тага огромна. Просто таков набој создава кај нас, што почнуваше да се претвара во бес, во гнев. Да, мала фрустрираност. Секако си доаѓаат фрустрации тука, прашања еден куп. И самите ние, сите, просто како, видите, тоа може би мислите и се енергија, почнавме да размислуваме како да се справиме. Веднаш почнавме, сами побаравме психолошка помош. Само иницијативно. И така треба за секој едно семејство кое што би се соочило со ваков некој момент и убаво е да се нагласи дека фондацијата ќе го овозможи. Тоа сами велите дека има бројни семејства кои што веќе ве контактирале. Да, многу семејства се. Камилија, во процесот на основање на фондацијата претпоставам дека голем предизвик беше внатрешен предизвик, емотивниот
ами и институционалниот, предпоставам. Секако. Значи, секој семејство со ваква загуба, како што спомна Цеце и јас, како што нарекувам, се духовни инвалиди. Тие остануваат изгубени во системот, не знаејќи што, како понатаму, искршени во душата. Затоа фондацијата ќе нуди и правна поддршка, пробоно, значи пробоно, додека да се снајдат семејствата. И мислам дека тоа ќе им биде од голема помош. Уште еден столб на кој што велите дека ќе се потпира. Ќе се потпира Фондацијата. Исто така, значи ќе работиме на едукативни активности за подобрување на јавната свест. Работилници по училишта, по автошколи, значи за подигање на свеста. За поголема безбедност на сите нас. За поголема безбедност на сите нас. Во сообраќајот, така е. Настанот, споминавме, се случува на 29 јануари, тоа е овој четврток, станица 26 просторот, така. Можеме да ги поканиме луѓето да дојдат, ќе биде тоа отворен настан за сите кои што ќе сакаат да дадат свој придонес на хуман начин да се приклучат, Камилија? Па не е баш од отворен тип, бидејќи малку сме изненадени од одзивот, позитивно во секој случај, бидејќи не знаеме дали има капацитет толкав објектот каде што ќе бидеме. Затоа решивме тоа да биде значи со покани, за да можеме барем тоа да го исконтролираме, да го изменаџираме. Во рамки на таа вечер ќе биде промовирана и една песна или велат химната. Да, тоа е уште еден убав. И убав моментите кога музичарите, кога уметниците или естрадата ќе се сплотат, а ние некако и во добри и во лоши работи како нација важиме за, нели, знаеме лесно да се сплотиме, да се здружиме, да покажеме кога треба, нели, каде ни е силата, па така и музичарите се здружуваат и формираат или создаваат една песна. Александар Митевски и Огнен Неделковски се оние кои што ја направија ова химна. Баш химна. Верувам, уште поемотивно ја доживувате. Ја слушнавте песната? Апсолутно, да. Значи, многу е интересно како таа песна настана, таа композиција настана. Моите деца пораснаа со овие автори, значи учествува на Суперзвезда, на Евровизија. И Росица и Фросина божична песна направија, бидејќи и Фросинче и Росица беа деца со многу голема енергија и јас морав некако да ја канализирам таа енергија да не отиде во друга насока, како родител, нели? Буквално порасна со овие двајца автори. Огнен во 3 часот наутро ја пишува, го буди нешто и ја пишува, го пишува текстот за песната. И во 4 часот пушта порака на сопругот со текстот. Веднаш истиот ден ја препраќа на Александар Митевски и веќе, наредната вечер, мелодија. Да, песната е готова. Значи, полно е со емотивен набој, ќе слушнете, сакавме промоцијата да биде вечерта. На 29. На 29. Решивме да не ја менуваме, значи остана така, како демо снимка. Оригинална. Органски направена. Да, бидејќи така најсилно ја покажува емоцијата што и тие ја почувствувале. Тоа е најчистата емоција всушност. И знаете што, вистина од се срце ќе ви честитаме затоа што годината е започнувате со уметност. На тој начин што можеме вака сите јавно да ги поканиме, се надевам дека фондацијата ќе има уште многу датуми кои што следуваат годинава. Претпоставам дека вие сопругот и дечињата ќе се вклучите целосно да апсолутно. Што се вели емоцијата целосно да ја дадете и да бидете срцето на сите овие постулати кои што ги споминавме за фондацијата и работењето нејзино. Секако. Па ние за тоа живееме. Значи ние нашата тага, болката неизмерна,
ја канализиравме во нешто убаво, бидејќи сакаме да Фросинче да продолжи да живее заедно со сите нас. А тоа, значи, тоа што она го сакаше, нели, е уметноста, модата и уметноста, и веруваше дека уметноста може да го менува светот. Така и ние преку уметноста и преку многу други активности сакаме да создадеме трајни општествени вредности. И малку подобар свет. И подобар свет. Ова е оригинална, убава идеја за донаторската вечер која што го носи насловот Trees of Light, така што веруваме за долгорочна визија, драга Камилија, на оваа фондација. И верувајте ми, нема да бидете сама тука, и секако Цеце, Марко и целата екипа да ја поддржи активноста, да остане жива Фросина, и секако преку оваа, што се вели, организација, фондација, да ја чувствуваме, што се вели, постојано. Тоа ќе го посакаме. Ви благодариме од срце. До следно видување. Да, за ваше емотивно излагање, верувам дека не беше едноставно и лесно, но има некој кој ја дава силата, тоа е Фросинче, како што вие ја милувате.